Што мислите дека имам трема, дека очи су ми ококорени и дека сум уздишан? Не, јас сум уценован шок. Па нели актуелно бе дека све рипа, скока на Комановски рипа? Нели рипа плате? Браво! Ајде да поздравимо тој, молим ве. Рипав акције! И рипав цене! Зашто скокаат цените, бе? За кога ќе отидеме у Солун, да не се чудиме, да не припаѓаме у несвест. Тоа е национална стратегија, бе. Државата застана позади нас. Шо бе, не ли дава визу Грци? Не примав, не признавам. А ми за 1 мај сви сакамо тамо да бидеме. Па еве вика Солун у Скопје. Молим лепо. А плата зашто рипав? Па сега ќе ви кажам. Председник и премиер зимав 5-6 дарки. Година си още ги викав 50.000 милиарде Куманово. Зима 5-6 дарки. Министр зима 27.000 основица. А еден обичен државен службеник зима 14.000 денара. Па ја тука гледам дека уствари ние сите имаме проблем со парите. Кој мање, кој више. И на тие пари ги тера да попунуваат имотни листови. И луѓе што ќе прават? Си чутат за 27.000 денари, попунуваат министерија, попунуваат функционери. Сите имотен лист. Тоа е попис, ама дома. И они попишуе. Ама тој трае, бе. Ове на некој цел мандат им приде, ништо не напише, бе. Затоа ли ги бида народ, 2-3 реда не умев да попуни, бе. Али после сваќам што е работа. Они чекав при крај на мандат да им се насопере. 5, 6, 10 страни да препиши, бриши ли ке правимо цело време. И искаше еден имотен лист, но и читав еден министр напишаја имот 5.000 евра. Плашање. Тоа не е стварно. Па едну свадбу на сина не може да направи, бе. Мислам, например, што ни е понекад на многу од нас главен циль. А посега гледам тога истога министера искача пред јавност и кажуе колку милиона потрошија негов ресор. И сваќам дека стварно не име лако на људи. Толицка плата, а дневно преку руку му пројде 20 милиона. А не смее да ги пипне, не су негови. Се мисли дека тога сиротога човека кад ќе отиде дома, кад ќе га праша жена му колку бе потроши ти денеска, му вика поштено 20 милиона. Инвестирани. 20 милиона. Па замисли дека тај жена му кад ќе му зине, тај господја министерка. Па куде су ти кесе, што купи за дома, што донесе? Расипокуќник, за ништо не те бива. И човек исфрустриран дека брак му се распада од финансиски разлози, од јутрето поступува крајно домакински. Све за дома. И се фали! Вика, тојдете да видите колко ми е средено, јас сам домакин човек, бе. Ја не ни гледам по други жени, ја може партију менјам стално, али жену нема шансе. И стварно е срамота и греота, бе, за тие пари да работи, бе, за 500 евра да работи, бе, први људи у држава. Затоа ли ги гласасмо за тие пари толицки да работи? Па ви знаете ли дека еден директор на едно МТВ, он е словенац, има 6.000 евра платуве. Па кој програм има фони, он да зима 6.000 евра платуве. Добро, уствари, па и не су лоши. Знаете ли ви МТВ што е за РТЦГ? ХТВ КЕЦ. А на овие наши стварно им се чуду како работив за тие пари. Мене да ме молив, ја не би бија функционер. Наискрено да ви кажам. И ќутив. Абе, дигни глас, побуни се. Куде су им синдикати сега, бе? Што не блокира улице? Ќутив и работив. Па ми мислес, ми ги гласасмо, викамо, они нек се оправив кад нас не бива, бе. Али после гледам, еве, сега тоа што го поздравивме дека владава прави напори да ги крене платите. Браво. По 10%. Ама тоа многу споро ќе оди, бе. Ке ни треба 30 години да го стигнемо МТВ. Многу отидела пред нас, бе. И стварно сум многу напред.
Ја имам за тој друг предлог за стандард и плата. Овако е, цела државна администрација, од прв до последни, да се намала тој све од работа надвор, и ќе пуштим одма оглас у сви европски медиуми, у Financial Times, у Газета Дела Спорт, еве ќе пуштим ако треба. 100.000 слободни работни места во Македонија, економски бум, да се почудим што е работа. И ќе донесемо културни луѓе, фини да работи. Ќе почнемо да запослуваме енглези, румуни, бугари, германци. Братче, кога дојде Шваба, тој не ти работи за 250 евра. Па нек подиза шатори он сега, он нека се мучи, нека спие по шатори пред парламент, нека вика. Ich möchte fortgeschritten zu viel. Ja, was sagst du bitte? Ja, ich habe 25 Zentimeter. Ja. Ама што да правимо кад не смеемо да им писнемо? Не смеемо да им писнемо, они се побуниле, ми ќе ги качимо одма плате 3000 евра и туј ќе останемо. Ета, кој се диза стандард на едну државу? 3000 евра одма ги имам за еден месец. Ај што су плате 250 евра. А радно време, според европски реформи нови, Стани си у 7, дојди си дома у 6. Па нема време за ништо, нема време муж со жену да се види. Нема време жена со швалера да се види. Остана само колега с колешко да се гледа. Смее, или колега с колегу. Пошто тоа е све едно хомогенизирана маса. Затоа сакам да изрецитирам најубавата социјално љубовна македонска песна. Денови ли се денови, аргатски маки големи. Пуст да е на попуст да би останал животот реформски. Во 7 стани си, до 6 остани си. За деца и фамилија време немај си, само вести гледај си. А за секс и не помислувај ти, зашто ни МТВ повеќе не шушти.